А сега минути за нашата утринска тема. Оно што од утринава го споменавме со Ивана е наша инспирација за да реализираме оваа тема. Е всушност една статија или едно истражување кое што неодамна го спроведе агенцијата Мета. Вели вака, лошите услови во училишните тоалети се причина повеќето од учениците да избегнуваат да ги користат истите, што подоцна води до чести уринарни инфекции и констипација заради долготрајната задршка на урината и столицата. Ова се пишува во последниот извештај за пристап до вода, хигиена и санитација во училишната средина, кој што го објави Институтот за јавно здравје. На увид во текот на минатата година биле 292 училишта, што од урбана, што од рурална средина. Ова само говори дека, за жал или факт е дека состојбата и во урбаните, но и во руралните средини, веројатно таму и за нијанса полошо за жал, е таква каква што е. Односно, имаме лоши хигиенски услови. Многу голем дел од децата се соочуваат со оваа ситуација, а сето тоа води понатака до покомплицирани, можеби, здравствени проблеми. Денеска на оваа тема имаме исклучителен соговорник, професор доктор Велибор Тасич, кој што е познат во светот на педијатријата, бидејќи е впрочем педијатар, но со специјалност нефрологија. Така што најсоодветен соговорник за оваа тема. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Ви споменав кога се договаравме за интервјуто, што е поводот впрочем за гостувањето, па еве што вели вашето искуство од бројните години работа, дали навистина се јавуваат бројни родители со деца да дојдат да побараат совет од вас како резултат на тоа што не ги користат училишните тоалети, како резултат на оваа ситуација која што ја споменав? Да, тоа е долгогодишен проблем. Тоа е многу деценијски проблем. Проблем кој што не се среќам само јас, моите колеги туку и нашите претходници. Значи, од кога се вработи во 1980 година, ние се среќаваме со овој проблем. Значи, многу деца, особено девојчиња, кои што доаѓаат во нефролошка амбуланта заради уринарна или уринарни инфекции, една или повторувачки, баш како причина имаат ова некористење на тоалет. Јас нема да навлегам во ова изјава, бидејќи ниту сум инспектор, ниту знам каква е ситуација на теренот, но ние ги гледаме ефективе. Значи, во нашава клиничка пракса, не само совет, туку и лекување. Овие деца се лекуваат кај нас. Знаете, кога имате уринарна инфекција, вие имате одредени правила, протоколи како треба да не можете да останете само на еден клинички преглед и лекување, вие треба да правите испитувања. Многу од овие деца имаат и непотребни испитувања. Ме разбирате, бидејќи у основа на уринарна инфекција најчесто би требало да биде некаква си вродена мана, особено кај мали деца, да се разбереме. Друго е да збориме кај повозрастни, кај девојчиња и така натаму поголеми. Значи, некаква вродена мана. Ние имаме, значи, кај најмаливе имаме уринарни инфекции, а да не наоѓаме никаква мана. Значи, нема да направите само ултразвук, ќе направите некакви инвазивни, во голем случај и беспотребно. И тоа ќе дојдеме до различни фактори. Еден од многу чести фактори е, особено кај девојчињата, некористење на тоалет. Знаете колку време? Значи, две работи. Првото е не пијат течност. Не пијат течност, за да немаат урина, за да не одат у веце. Како може да работи еден дехидриран мозок? Како може да биде когнитивна функција на тоа девојче, да кажеме? Кај машки е полесна работа. Машки е полесно ќе се измократ, не е проблем. Значи, проблем е кај девојчињата. Како да обезбедите хигиена? Како да разберете, дали имаме тоалет папир таму, дали можете убаво да се забришете, дали девојчињата се инструирани. Знаете, тој период кога ги прашуваме родителиве на држење на урина е 6, 8, 10, па и 12 сати. Така е, тие поголемиот дел од денот се во училишта. Да. Токму така. Знаете, бактериите постојат. Тоа не се туџи бактерии. Не се бактерии, да кажеме, од таа клозетската даска, шолја, што е, не знам, кај нас во училиштата повеќе се тие чучаци, нели? Како се вели македонски? Чучаци. Мислам чучаци. Па не знам како се вели. Значи, не е проблем контактот, не е проблем како и градинката. Многу често родители ги напаѓаат воспитачките, ете, од исто нокчиче. Не, тоа е бактерија ваша. Само таа навлегла. Ние сме ностоп бомбардирани од бактерии.
Значи, бактериите се секаде околу нас. Како што се во нашата носна празнина, усна празнина, нели, како што е по кожа, така се и во уринарниот тракт, гениталниот тракт, кај девојчињата населени, нели, доле на дундето што велиме, тие се тука и тие демнеат да влезат. Тие демнеат да се колонизират, не е тешко, тие демнеат да влезат. Сега, ако паднат наши одбранбени снаги, кои се одбранбени снаги? Па наједноставна одбранбена снага на организмот е искашлување, сузење, редовна столица и редовно мокрење. Вие и да имате 100 бактерии, тие ќе влезат у мочниот меур. Но ако имате добра уродинамика, што значи уродинамика? Пиете доволно течности, имате доволно течности во мочниот меур и после со тоа ќе ги спровите бактериите. Ако вие не пиете доволно течности, ако долго време стојат тие бактерии, тоа е како една бара. Видите, ќе се замати една река, но таа бргу ќе се избриси, но една бара не се бистри. Така и со уринарниот тракт. Значи, треба да ја следиме природата и законите на природата. Значи, несување доволно течности, редовно мокрење и празнење на мочниот меур. Дали овие наши услови, по нашите тоалети, ќе можеме тоа да реализираме, не може да кажам, тешко. Значи, тоа треба да се позабават малце и школски власти, и Министерство за образование, и Министерство за здравство. Да овој проблем се согледа некако мало пошироко би требало да се согледа. Значи, со здравствени професионалци и да направиме една статистика. Ние не сме направили статистика да видиме баш колку имаме поплаки од родителиве, колку имаме лошо мокрење. Знаете што? Со долго време со држење и доаѓа и до промена на мочниот меур, значи навиките на детево. Значи тој концепт на мокрење се менува, тие држат урина 6, 8, 10, 12 сати, се растегнува мочниот меур. И тогаш устието на мочоводите станува неефикасно, не штити од враќање на урина во бубрек, ме разбирате. После имаме секундарни промени. Имаме рефлукс, значи имаме после враќање на урина, значи ајде ќе има инфекција на мочниот меур, ќе се лекува 3-5 дена максимум, но сега веќе имаме инфекција и на горниот уринарен тракт, инфекција која што ќе дојде до бубрезиве, ќе дојде до пилонефрит, ќе дојде до создавање на бубрежна лузна. Значи почнуваме од ништо, од нешто што е банално, значи држење на мочен меур, не мокрење. Видите, кисело млеко, за колку време тие бактерии се множат? Тие стануваат милиони и милиарди за 3 сата, така и со мочниот меур. Ако не го празниме, ете ќе настават такви компликации. Да, професор, убаво кажавте и ако добро разбрав и покрај тоа што ние се соочуваме со прилично лоши хигиенски услови во училиштата и за тоа сме свесни, има и поплаки од родителите, за тоа информира и Институтот за јавно здравје, но условите моментално или периодично, полог период се такви какви што се. Дали, ако од ова што разбрав, поголем е ризикот ако не се отиде, какви да се во случајот тоалетите, отколку да се задржува во конкретниот случај мокрачата или да се отиде во тоалет. Што значи дека ради тие лоши услови децата одбиваат да влегуваат во тоалетите и тука понатаму може да се случат компликациите, а генерално би требало тоа да го направат бидејќи помала е веројатноста да добијат бактерии. Така. Нема да добијат, добро, не е хигиена, се слагам. Ќе се измие детево, но немате директен контакт со оторот на мочната цевка. Видите, и да дојде таа бактерија, ќе дојде, ќе се насели. Еве да кажеме, инфицирано е од клозетска шолја, што е мала веројатност. Но и да влезе, таа треба да се исправи. И домашни услови. Еве ќе ви кажам пример. Еве сега нашата ромска популација, децава што се ромчиња, што просат, што се они немаат уринарни инфекции, нивниот генитал е чист, затоа што они не добиваат антибиотици, они си мочкаат овде, онде, нема за нив проблеми, разбирате, го празнат мочниот меур. Значи тие немаат, тие помалку имаат, доаѓаат од едно лоше социјално милје, ама помалку имаат уринарни инфекции. И сега кога ќе донесат едно девојчице да прегледам, кога ќе го прегледам гениталот надор, ќе видам црвено, ама ние редовно те Пенатен, те Джонсон, те ваква онаква крема, вие претерувате затоа, вие реметите нормалната флора, ништо само млака вода, топла вода и толку. Значи, маливе деца немаат сексуална активност, па да бараме некоја посебна хигиена, ме разбирате. И од друга страна, додатен фактор, па ако имате прекумерна употреба на антибиотици, тоа уште повеќе ќе олесни да бактериите влезат во уринарниот тракт. Ние сме сепак држава, општество каде што антибиотиците сепак лесно се набавуваат. Сакам да ви кажам една дигресија, пример од Шведска, бидејќи една моја роднина сега не е она е млада, не е адолесцентка, имаше дечко, одеше у Шведска и доби уринарна инфекција.
доби јасна клинички, телефонски дискутираме, не можеше да купи, да набави антибиотик, не може да закаже на доктор. Се реков, купи она, како се вика, брусница и прави некако вкус сок и пи. Знаете, а стварно има потреба, значи, апсолутно има потреба за антибактериско средство, не за антибиотик, за антибактериско, бидејќи кај овие инфекции, у принцип, не се дават антибиотици, повише се дават антибактериски средства. Ето така. И сега веќе, бидејќи ја спомнавте конкретно терапијата, нема да го прескокнуваме концептот, но само во контекст на ова кое што го споминавте за антибиотиците и за тоа кога веќе ќе се диагностицира, односно ќе се установи дека има нели уринарна инфекција. Најчесто тоа се гледа која бактерија е. Ешерихија коли е една од оние кои што претпоставуваме треба да ја има во одредена количина, како и тоа таму го се гледа на резултатите и потоа веднаш се дава соодветен антибиотик. Барем до сега веројатно така се лекувале уринарните инфекции. А вие рековте на почетокот дека не е само тоа начин на кој што треба да се провери, особено кај малите деца треба да има и дополнителни испитувања. Сега дали тука нешто изостанува, бидејќи ако направиме уринокултура, ако констатира доктора дека има бактерија, тогаш веднаш се дава антибиотик, така или? Да, антибиотикот треба се даде и пред доаѓање на наодот резултатот од уринокултура. Вие немате време да чекате 48 часа, бидејќи симптомите се многу непријатни. Тоа е печење, пржење, често мокрење, значи вие не можете да 10-15 минути децата ќе искачат од час или од настава студенти, не можете. Треба да се почне со антибиотик, но прво и основно се обезбеди преглед на обична урина. Инсистираме обична урина. Значи, обичната урина ќе ви покаже дали имате инфекција, таа ќе биде заматена, непродзирна. Непродзирна, заматена. Доволно, ако мочката ви е матна, тогаш се прави обичен преглед, во мочката ќе се најдат леукоцити, бидејќи организмот праќа одбрана. Не може да имате уринарна инфекција да немате леукоцити. Мора да е матна, да имате леукоцити, тогаш уринокултурата само ќе ни помогне дали сме дале добар антибиотик. Затоа што ние погаѓаме, идеме емпириски. Сега вие спомнавте нешто, најчеста ешерихија коли. Да, ешерихија коли е најчеста бактерија и најлесна за третман, да кажеме, кај бебиња, мали деца и поголеми деца. Но кај адолесценти веќе ситуацијата се менува. Ако ешерихија коли е застапена негде 80 до 85% во оваа помала возрастна група, кај адолесцентни девојчиња таа е негде 40%. Таму доаѓа една друга бактерија, се нарекува, да не ги оптеретувам гледачи и вас, Staphylococcus saprophyticus, и она е друга. Она е лесна за третман, не е толку резистентна и тука се користат најчесто хемиотерапеутици, значи не лекарства, антибиотици, како што е, да кажеме, нитрофурантоинот или може да се даде и, да кажеме, антибиотик, амоксицилин со клавулонска киселина, но овој третман е краток. Третманот е 3, максимум 5 дена. Значи, не треба се претера со таа антибиотска терапија, тоест антибактериска терапија. Не треба се претера. Зашто ако претерате, вие премногу ќе уништите локална флора, па нема да има оној локален баланс една против друга бактерија и не дозволува да тие пролиферираат. Ме разбирате? Треба да имате баланс. Значи, треба да биде рационално, не антибиотик, за жал, се претерува, се даваат цефалоспорини од трета генерација, кои што треба да се чуваат. Ние имаме прекрасен налкалоид, ајде не ичаме овде комерцијално прекрасен, кој треба да го чуваме, антибиотик трета генерација да го чуваме за тешки инфекции. Значи, тука, колеги, треба малце да внимават. И од друга страна, и родителите кои сами си дадат, минатиот пат ми беше добро, довој леко минатиот. Не. Значи, треба сепак да се консултира стручњак, доктор. И сега имаме еден мал проблем, имаме еден проблем у однос на кој треба да ги третира овие деца, да кажеме, ова адолесцентна група, значи, да кажеме, од 12-13 до 18-19 години, 20, кој треба да ги третира? Дали то треба да е педијатар, дали треба да е педијатриски нефролог, дали треба да е уролог, дали да е доктор по семејна медицина. Видите, јас работев на еден проект, уште сега веќе имаме резултати, на Европската асоциација за педијатриска нефрологија, каде што консултиравме негде околу 300 или 400 педијатриски нефролози од Европа и добиваме толку хетерогени резултати, толку различни. Практички многу од нив бегаат да работат со ова возрастна група, и многу често беше, јас не работам со овие пациенти, немам знаења да се слагам дека ни треба литер. Нема превише правила, протоколи за третман на ова возрастна група. Знаете, ова возрастна група
испаѓа скоро никој не ја третира, а е многу значајна. Знаете, таму имате промени. Нашиве деца веќе порано имаат сексуална активност и таму веќе имаме други проблеми. Значи, таму ако користите одредени пени, онда спермицидни средства, онда треба да се укаже на хигиена, да после сексуалниот акт треба да се мокри, значи да се испразнат тие бактерии, така натаму. Онда да се внимава, значи, правени се истражувања, додуше кај нас нема и треба да име најосновна едукација како се врши хигиена, значи после голема нужда, после дефекација, значи кај нас многу често се иде од позади, значи од аналната регија према генитална регија, место обратно и така се носат бактерии, така се колонизираат. И после ако вие долго време не мокрите, тие ќе се размножат во мочниот меур и ќе добиеме уринарна инфекција. Значи треба основни методи за диагностика и основна и едукација. Треба да се едуцираат. Имаме ли, докторе, разлика, бидејќи тоа го споменавме на самиот старт, во начинот на манифестирање на симптомите кај женските и кај машките, доколку има некаков проблем, кој што би се јавил како резултат на таа задршка? Видите, кај машкиве деца у адолесценција немаме толку проблеми, тие се многу поретки уринарни инфекции, да кажеме. Инаку циститот класично се манифестира, значи тоа е печење, пржење, често мокрење, болно мокрење, мокрење во мали количества урина, али и нешто друго што преска неформално дискутираме, значи тие симптоми се јавуваат и ноќе. Значи, не може да имате уринарна инфекција преку ден да трчите на 10-15 минути, а ноќе не идете. Значи, ноќе детето е суво. Напротив, кога имате уринарна инфекција, децата кои што се стабилни, кои што биле суви ноќе, сега поново почнуваат да се умокруваат ноќе. Значи, уринарна инфекција и преку ден и преку ноќе. Тоа е веќе некој друг проблем. И треба убаво да се издиференцира, затоа што и воспаление на дорешниот генитал, особено кај девојчето, дундето, вулвата, може да имитира симптоми и знаци на уринарна инфекција. И таму имате печење, пржење и болно мокрење. Али контра, кај вулвитот, каде што ви е инфламирана, воспалена вулвата, дундето, нели, тоа страотно боли. Ако една капка урина падне на таква воспалена, тоа е како да ставите сол на жива рана и девојчето нема да мокри, нема да мокри 12-24 сата, таму немате. Доволно е да земете една проста анамнеза, историја, колку често мокри вашево детенце. Да, има печење, има пржење, да, но мокри еднаш, два пати нема. Не е уринарна инфекција. Значи тоа веќе ние анамнеза знаеме и тоа ќе го прегледаме дундето, ќе видиме има црвенило, има капење на урина, знаеме дека се работи значи за вулвит, значи за воспаление на надворешниот генитал и таму даваме локална терапија со никако антибиотик. Значи антибиотик не смееме да земеме на своја рака. Тоа е антибактериско средство. Јас извинјавам, 100 пати изборам антибиотика овде. Антибиотици се дават, но поретко повише антибактериски средства. Да. Зошто некои деца, веројатно причините се, како што веќе споменавте, можеби и други, но ете има деца кои што или мократ многу зачестано, или ја задржуваат мокрачата, па тоа се случува еднаш два пати во денот. Што е нормално мокрење за едно мало дете? Нормално мокрење, видите, кај бебињата... Ако и нормално конзумираат течност? Кај бебињата мокрење на пола сат на сат време, кај бебињата тоа е нешто нормално, тоа е нормална физиологија, значи како растат, како зреат децата, значи контрола на дневно мокрење, контрола на ноќно мокрење и се намалува. Така да негде оптимално е да се мокри на 5 до 7, да се мокри дневно 5 до 7 пати, што значи негде мокрење на 2-3 сата. Бидејќи тоа е оптимално, имате школски одмор, значи доаѓате на школо, следите 2-3 сата настава, нели, и понатаму идете на одмор да се измокрите. Тоа е нормално нешто на 2-3 сата, но 5 до 7 мокрења се нормални. И нас ни е многу битно, еве ние како педијатри нефролози кога работиме, кога имаме одредени проблеми со умокрување, домокрување, уринарни инфекции, не знаеме, ни е баш битна ова карта на мокрење. Ова е многу добар и едноставен тест, каде што родителиве ни пишат, дават податоци, обично кога се дома сабота или недела, значи 2 дена ја работа таа карта на мокрење, лево ни пишат внесна течност апроксимативно, да знаеме дали детето доволно пие течности, колку пие, и од десна страна кога моча, колку моча и колку се да видиме и колку е функција на мочниот меур, колку може мочниот меур да содржи урина, jer мокрење на 15 минути на пола сат не е нормално, како што ни мокрење на 6, 8, 12 сата не е нормално. Да, окей, ноќе треба да сте суви, али преку ден гледате тоа што
повише да го изчистите мочниот меур. Да. Споменавте правилна анамнеза и точна диагноза, особено клучни кога станува збор да се каже поточно, да се потенцира што е тоа кое што представува проблем, а исто така го споменавте и моментот дека доколку не се случува истото повторување во текот и на ноќта, значи дека станува збор за нешто друго и тука се префрлуваме во оној дел што го рековме психолошки дел. Веројатно не толку многу познат да речеме или нема да можеби од прва ден текне на родителите дека станува збор за такво нешто, но тоа треба да алармира. Ако детето често мокри преку ден, а тоа не се случува навечер, значи дека има нешто друго во позадина. Што најчесто е тоа и од каде потекнува? Да, тоа е многу интересен проблем, бидејќи сите родители кои ќе дојдат се фаќаат уринокултура, ехо инсистираат. Ја велам, нема да ви направам ехо. Веќе анамнезата ми вели дека тука немаме органски проблем. На крај крајшта морам да го направам ехо. Разбирате зашто пресираат родите. Не е ехото најбитно. Најбитно е добра анализа, да го најдеме проблемот и никој нече у старт. Ја веќе у старт знам дека е психолошки проблем. Ниеден родител нече да прихвати. Па ние сме супер со деца, па нашиот дете расте у одлични услови, задоволен, исполнет. Тоа никош не се знае што е скриено. Видите, ако имате било каков органски проблем, еве да кажеме проблем со често мокрење, да кажеме уринарна инфекција, не може вие преку ден да мокрите 20-30 пати, а ноќе ни еднаш. Не е возможно. И уште нешто само тука во контекст на оваа, доктора. И не е само тоа симптом, нели? Во уринарната инфекција имаме други симптоми, болка, печење, рековме. А тие изостануваат во тој случај. Да, па видите кога и децава кои имаат уринарна инфекција и кои што биле суви, кога ќе имат уринарна инфекција, тие веќе некои ноќе се поночуваат, значи вие ноќе сте релаксирани, опуштени и лесно ќе пробие нели урината преку мочниот меур, значи тоа е. Значи треба се бара некаков психолошки проблем. Јасно е дека ние треба да исклучиме доволно со обичен преглед на урина, но ултразвук се е тоа беспотребна козметика, ме разбирате, значи добра анамнеза, добар контакт со родители, ниеден родител нече прифати дека постои одреден психолошки проблем. Значи тој проблем некојаш може да е длабоко потиснат и длабоко скриен и тука ние контактираме и работиме со наши психолози. Тешко е, напорно за мене. Дури еве вчера имав таков еден случај баш со внучен на една медицинска сестра, медицинска лаборантка, која тоа тешко се прифаќа. Ја велам поголем проблемот тој психолошки отколку уринарна инфекција. Уринарна инфекција ќе лечиме за 3 до 5 дена, али психолошкиот проблем со месеци. Јас знам една успешна ситуација каде што академик професор Нада Попјорданова ни помогна, значи после 2-3 месеца работа со едно дете, каде што имавме друг проблем. Не мокрење често, туку еднаш на 24 часа со еден преполн мочен меур, каде што мора да го катетеризирам, и после 2 недели пак доаѓа истото дете и се мести за катетеризација. Викам, нема катетеризација. Овде имаме некаков психолошки проблем. После 2 до 3 месеци работа со професор Попјорданова, таа го најде проблемот. Значи, потиснато длабоко во подсвеста на детето, настан пред 3 месеци, кога родители вработени, мама во некоја си германска фирма, некаква невладина организација и така натаму, го заборавиле детето у градинка, значи, место 4 сат, во 8, не може да ги добијат на мобилни телефони, детето вриштало, пиштало, се собрале сите и таа травма се потиснала. Но, искочила на виделина, ете, преку оно што се вели, плач. Значи, кога имаме често мокрење, како што е у случај кај некои деца преку ден, што вели убаво мојата колешка професор Кузманска, плач на бабулето. Бабулето плаче за љубов, плаче за внимание. Наједноставно е кога имате, нели, мама кога е трудна, кога се очекува да се роди бебенце или веќе имате мало бебенце, да биде тоа реакција на детето. Значи, тие децава реагираат, значи, или со често мокрење, или со повраќање, или со абдоминална болка, или со главоболка, тоа се чести детски реакции на одредена си за нив травма, психотраума. Да. И колку време е тоа нормално да трае, кога треба да се побара помош? Па видите, јас преска дискутиравме, значи, не едно такво дете, оно што можам јас како педијатар, опш да кажам, испоручете му што повише љубов. Не љубов преку купување на поклони, туку преку вашето внимание, да бидете со него, да разговарате со него, да слушате, да го учите, едуцирате, да одговарате на неговите љубити празни, а не мобилниот телефон и така натаму, што ние забораваме дека деца барат внимание, барат песна, барат шега, барат дружење и барат одговор на нивните
сите прашања кои што често може да бидат многу интересни. Да, и да го бараме соодветниот одговор. А ги споменавте мобилните телефони, уште тоа ќе го кажеме пред да завршиме. Мобилните телефони во друго прашање, кога децата се забораваат на мобилен телефон или пред компјутер и едноставно поважно им е тоа отколку да одидете да се измократ. Не се криви само тоалетиве. Не се криви само тоалетиве. Значи, овде има и друг проблем. Значи, освен држење на урина, значи која што, добро, не може тука да биде 6, 8, 10, 12 сата, толку време не е возможно да сте со мобилен телефон, но може да закасните, да се измокрите, па многу често имаме каде девојчињата друг проблем, подмочување, кој што исто може да биде јако непријатен проблем, значи тоа подмочување. Така да и мобилниве треба, значи све треба со една мерка, значи компјутери мобилни со една мерка, значи пред се едукација, редовно учење, знаете, не присила. Значи децата треба да се научат на еден мирен начин, но фино, значи уште кога се одучуваат од памперси, значи да стекнат еднина без пресија, значи редовно празнење на мочниот меур, редовно празнење на дебело цревото и тие се многу вржани, тоа е така наречен елиминацијни синдром и треба се работи многу да се внимава на исхраната, значи да имаме многу влакнести материја, да имаме многу целулоза, ако го празниме редовно дебелото црево и редовно ќе го празниме и мочниот меур. Да, многу убаво кажавте. Да, одлично. И многу убави поинти дадовме денеска за една состојба која што за жал е секојдневие кај можеби многумина од граѓаните и се соочуваат со вакви или слични ситуации. Се надевам дека овие денешни совети од професор доктор Вилибор Тасич беа и тоа како добре дојдени. Ви благодариме многу и ќе се видиме во некоја следна прилика на Благодарам и јас на повторна поканата, актуелна ми беше тема. многу убаво, пријатно. Секогаш сте очигледно расположен да дојдете во утрински на Телма и благодариме за вашето време и покрај вашето секојдневие или се разбира работа која што имате.